Македонците ќе го живеат европскиот стандард за 56 години, покажува извештајот на Сдруженијето за истражување и анализи. Годините можат да се скратат, па дури и да се преполоват, ако се спроведат клучните реформи кои ги бара Унијата. Фокусот треба да се стави на зголемување на продуктивноста, а потоа раст на платите. Повисоки плати без големена продуктивност може да има контраефект, велат од Змај. Тоа што е најважно е растот на платите да биде проследен и со раст на продуктивноста. Растот на продуктивноста можеме да го постигнеме доколку имаме квалификуван кадар и инвестиција во технологии, не само од страна на државата, туку и особено на приватниот сектор. Затоа што само зголемување на платите без додадена вредност во општеството, односно на крајниот производ кој што го произведуваме како општество, како економија, може да имаме само контраефект. Иако бројките, економските параметри покажуваат дека простор за зголемување на платите и во сегашните услови постои. Според податоците, бруто платата во земјава изнесува околу 1000 евра, што е третина од просекот во Унијата, каде истата е 3000 евра. За да ги стигнеме нивните плати, ќе ни требаат 40 години. Според примањата, нашата земја е на средина од регионот. Повисоки плати се исплаќаат во Србија, Босна и Црнагора, а пониски од нас во Албанија и Косово. Во делот на образованието, државата не стои најдобро. Од 6 индикатори во 4 се оддалечуваме од Унијата, и во делот на ПИСА и државното вложување во овој сектор. Напредок има само во здравството и дигитализацијата, покажува извештајот, чија цел е да видиме каде сме и што треба да направиме за да се подобриме. Наташа Мерсовска, Сител телевизија.